не само што е добар и квалитетен откупувач на грозје, туку Блашко Темов од Пеца Комерц е одличен лозар. Добар ден. Добар ден. Што туку се вративте од лозето? Ви имате ваши површини, кажете ми во каква кондиција се? Па ние имаме наши површини, 21,5 хектар, и тие се во добри кондиции, затоа што шпалир системот што го е познат кај нас во Кавадарци, ние го правиме сега моментално шпалир во одрина систем, односно Y систем. Што значи тоа? Тоа значи дека треба да се види прво на лице место и пожелно е оние земјоделци кои што сакат, нели, да се бават со земјоделие, да го видат тој систем, не ја криеме таа техника на правење од постоечкото шпалир систем лозје, да го направиме да биде одрина, која што е низок одрина, ниска одрина, на третата жица е фактички целиот род и целиот терет, али тоа сепак треба да се погледне на лице место и да видат дека приносот е одма подобар и квалитетот во секој случај е подобар. Потекнувате до едно старо лозарско семејство од Кавадарци, татко и вас го познав лично, и вие некако ја продолжувате ова лоза, вие и брат ти? Да, ние ја продолживме традицијата, односно семејната традиција прво на производство на лично грозје, и тоа трпезно грозје, а потоа со откупување на трпезно, па и винско грозје, затоа што јас имам и винарска визба Темов. Значи, продолживме по таа традиција да откупуваме трпезни сорти на грозје. Како што се? Кардинал, потоа Викторија, Рибиер, Мишел, Старешински, Афусали и така. Затоа што ние направивме и простор за складирање за самите земјоделци, нели, кога иде шпицот, нормално не може тоа да се обере и да се пласира на пазарите во една ден, затоа постојат ладилниците. Предпријатијата Кав Комерц и Пеца Комерц, кај што сме сега, се единствени и ретки во Македонија кои организирано вршат откуп на трпезно грозје, порано го викавме десертно грозје. Грозјето се чува, се проверува и се откупува. Не се откупува се и се што, туку само квалитет. Овде дојдовме во Пеца Комерц за да чуеме каква година во трпезното грозје имаме, какви количини набравме, имаме ли лице да се отстрамиме на европскиот и светскиот пазар? Па оваа година, на жалост, со временските неприлики, односно топлите сончеви денови и многу жешките температури, а во однос со поливањата, гледаме дека немаме доволно вода за поливање, затоа што знаеме дека Тиквешко поле, односно водна заедница прави максимуми за да ни обезбеде вода на сите земјоделци, меѓутоа премногу жешко и не може да се полева. Ова година е една од ретко проблематичните години, мислам, во Тиквешијата. Не на толку големи температури самите лозја едноставно не зреат, не втасуваат, немаат боја. За кардинал не може да втаса да направи црна боја, односно тоа е темно црвена боја, меѓутоа останува розов. И тоа е проблем за самите лозари, а проблем и за нас како трговци да го пласираме црвеното грозје. Ние правиме максимум оваа година за самите лозари, па и за нас. Ова испит и за нас, за откупувачите, да се разбереме. И јас, начело на мојата компанија на Пеца Комерц, седнав со мојата фамилија и кажав, оваа година мораме да излеземе во пресрет на сите лозаропроизводители. Дадо се најубави цени од кога паметам јас. Од кога паметиме рековме дека ќе одиме со повисоки цени. Значи, кардиналот оваа година 30 денари, има и 35 денари, има и 28, има и 25 денари. Меѓутоа, во просек, кардиналот оваа година се движи околу 30 денари. Една од највисоките цени. Ама и другите сорти се добри. Исто и другите сорти. Почна, еве, Старешинскиот, почна Мишелот. Старешинскиот го откупуваме 30 денари, 35 денари, Мишелот 35 денари. Значи, оваа година одиме исклучиво цени формирање према квалитет. Не можеме да направиме, тука се судираме малку и со земјоделската и пазаричната инспекција, за тоа што
мораме да имаме истакнати цени. Да, ние имаме истакнати цени. Меѓутоа имаме цени на прва класа, на втора класа, имаме па и трета класа. Како што е нормално. Меѓутоа сите производители сега за сега се максимално задоволни, мислам. Гледам дека доаѓаат на овие пунктови овде и луѓето се задоволни. Па, мислам дека треба да бидат задоволни оние што ќе дојдат, знаат какво грозје треба да се донесе овде, дека треба да се донесе квалитет, не може да оди неквалитет. Меѓутоа, јас имам кажано во мојата компанија, дека и оние долгогодишни кооперанти кои што имаат послаб квалитет, не можеме ни тие да ги оставиме. Сега треба да им помогнете. Мораме да им помогнеме. Можеби цената ќе биде пониска, меѓутоа сепак мораме да им помогнеме. Меѓутоа и тие треба да излегуваат фер и поштени, а и се така и фер и поштени, да кажат, нашиот квалитет е малце по ситно грозје или порозо, може ли ова да го сместиме? Па ние сме за тоа трговци, дека треба да го сместиме и по-лошото и по-доброто. Меѓутоа се знае, по-доброто со една цена, по неквалитетно. Имате ли коментенти постоени? Имаме. И како имаме луѓе кои што чинам и дури посадиле лози за тоа што ние сме и имат сигурен откуп. И ова е традиција од долги години. Ама не е само од Тиквешкиот регион, не, ние не откупуваме грози само од Тиквешкиот регион, откупуваме Гевгелија, Валандово, Велес, Струмица, значи недостаток на грозје било и сега е, мислам па оваа година е екстремно тешка година, што ние мораме да ги задоволиме нашите клиенти горе, што имаме веќе нели долги години соработка, да не кажам договори, за да ја потполниме сезоната. Колку можеме. Ајде сега да кажеме за тој дел, вашиот дел. Тешко ли да се соработува со маркети и со големи компании кои вршат дистрибуција и продажба и купување на вашите грози? Сега, значи, пазарите порано во бивша Југославија беа, нели, кванташки пазари и други, нели, техники на соработка, како да кажам. А сега више одиме маркети и по културна продажба. Значи, и самиот народ, и самите лозаропроизводители морат да сватат дека квалитетот е одржување на еден континуитет на продажба. Значи, самите, ако немаат квалитет, ако не створат квалитет, нема да има и континуитет на продажба и така ќе ги изгубиме пазарите. Али ако направат квалитет и цената ќе си оде на нагоре, мора да биде и цената по-добра. Колку години соработувате со пазарите во Белград и други места? Ние соработуваме претежно Белград, Нови Сад, Ниш, Врање и другите, мислам цела бивша Југославија. Соработуваме, тоа е од татко ми покоен, значи од бивша Ју. Значи имате една пазарна доверба меѓу себе. Да, и не постоje, значи, како да кажам... Не постоje нерешлив проблем. Нерешлив проблем или не знам како да оди да висе во прашање за исплата на земјоделец. Такво нешто кај нас нема. Со вашиот син малку разговарав пред да дојдам, да разговарам со вас, ми рече, па до октомври, ноември, нон-стоп на работа, од 4 сабајле стануваме до вечерта. Како тече еден работен ден овде во ПЦ Комерц? Па еден работен ден нормално мора одвече да се спремаме за утре и утре мораме да испаднеме во пресрета и на лозаропроизводителите, па и на нашето произведено грозје. Имаме уште една компанија, Тема Фруит, кој што е производител и така да кога човек има желба, има тогаш можност и се да постигне. Значи сме едноставно тоа не исполнува. Како човек кој го познал лозарството, кажете има ваша оценка или процека или анализа, каква состојба ќе имаме со винското грозје? Винското грозје оваа година чинам дека ќе биде тешка. Добро. Затоа што сонцето и големите температури, високи температури, 45 достигна кај нас тука, тоа е незапамтиво за моите години, јас колку што ја работам оваа работа, овакви температури и толку голем временски период на немање на дождови е голем проблем. Значи ќе падне родот во секој случај количински ќе падне. Сега тука е во прашање големите винарски визби, нормално дека тие си бараат овој што е квалитет, па и секој производител на вино нормално да бара
квалитет, да има и шеćerни единици, да има и рандеман, И раки, и вино да направи, да. Мислам дека ова година за земјоделци ќе биде тешка. Тука Ако дадовте малце повисоки цени од нормала во трпезните сорти, која би била таа рентабилна цена за винските сорти? мислам дека не сум толку компетентен да разговарам за цените за винските сорти, али во секој случај ги поддржувам земјоделците и сматрам дека Да не бидат ланските цени. да не бидат лански цени. Во секој случај ги поддржувам. Затоа што оваа година е скапо производство ова. Скапо производство е оваа година и мислам дека ќе нема толку голем род како од минатите години. Че го нема, количински го нема на самата лоза, затоа што покрај сушата, уште во раното цветање, временските услови беа продолжено цветање топло-ладно и тогаш си го направи природата своето да нема така голем принос, да нема големи гроздови и потоа проследија наеднаш големите температури, нема и пораст на самата лоза како што треба да биде. Нема фотосинтеза, нема работа Има на некои трајни штети на самата лоза. некаде во некои региони има трајни штети каде што нема полевање со вода од систем, таму ќе има сигурно трајни последици и лозаропроизводителите колку и да добиваат субвенции, кога ќе дојде да нема никаков приход, а веќе дале трошковите ги дале, мислам дека доста лозари ќе се откажат од производство на винско грозје или трпезно грозје, сеедно, каде што нема услови за наводнување, ќе биде многу тешко. Додека ние разговараме, течат инсертите од вашето лозје. Зошто се решивте да гледате и понатаму лозје, можевте да откупувате само и да продавате, да бидете трговец? Тоа е едно добро прашање, баш добро прашање, затоа што тоа беше сонот на мојот татко, а потоа го наследив делимично јас, али моите синови го поддржаа тој проект, го поддржаа и не смеев да застанам, мислам, на она негативно, да ги спречам од таа работа и ги поддржав и купивме едно лозје кое што е во добра кондиција, меѓутоа беше шпалер систем. А сега ние го направивме од шпалер да биде и едноставно да го подобриме квалитетот, да го подобриме и количинското берење на самото грозје, пошто ние имаме исклучиво само трпезни сорти на грозје. Одрината е и за вински и за трпезни. Меѓутоа знаеме дека трпезните сорти се берат исклучиво рачно, таму не може да влезе комбајн и затоа инвестиравме во одрина, меѓутоа немаме изгоренеци и имаме пак сепак подобар приход, Апсолутно. подобар квалитет и Единствено берењето е малку невообичаено, меѓутоа и тоа се не, берењето е многу подобро него на шпалер. Зошто, Блашко? За тоа што самите гледате дека самата лоза е во пределот на очите и на градите, Добро. значи спуштен одер, ипсилон систем, сето грозје се гледа пред очие и подобро е за заштита, Нема загуба на зрна. Нема загуба на зрна, директно од самата лозанка се пакува, нема во големи гајби или пластични гајби. Значи имаме подобра заштита и подобра берба. Значи не попусто нашите стари правеле одрина лозја. Па, во секој случај одрината е подобра и старите наши знаеле, меѓутоа во денешен ден, сега на овие тешки и да не речам ниски цени беа на овие години на самите земјоделци, што јас стално сум бил критичар, ние го откупувавме грозјето и стално сум се борел што е можно да имаме повисоки цени. Али, нажалост, тие цени ги одвратија луѓето да садат трпезни сорти, особено кардиналот и особено другите сорти, оние што се, како да речем, ривиер и тие сорти више отпаѓаат, идат овие по Мишел, иде, Викторијата доста се насади, меѓутоа, кога зборувам околу Викторијата, сакам еден апел на самите граѓани да упатам. Тие изгубија верба во Викторијата дека
пошто таа ланска и поланска година имаше ниска цена, да не ја осудуваат сорта како сорта, самата сорта ќе си дојде на место и ќе имаат цени и ќе е добро принос на сорта. Има ли идни на лозарството во овој крај? Како тој гледа на оваа култура? На лозарството, на грозјето, така, како земјоделска култура? Лозарството... Што треба да направиме или да смениме во нашата обработка или во менталитет? Лозарството има иднина, меѓутоа дали ќе има работна рака која да го работи лозарството. Тоа е едната од главните проблеми. Затоа што за сега сите знаеме дека имаме во години просечно поодминати години, да не речам постари луѓе со работна рака. Ретко кога можеме да најдеме млади луѓе со работна рака. А тоа е сето одраз на цените, откупните цени и сето е одраз на луѓето што не можеме не стимулативните мерки кои имаме во... И условите за работа кај нас остана мануфактурни. А кои се тие услови? Самите патишта, самите, како да речем, пристапи до лозите. Што сега гледам, за големо поздравување Митко Јанчев, градоначалникот, морам да го спомнам, значи на сите прилазни патишта на земјоделците кај што гледаме, има Возарци, Марина, секаден, пристапните патишта до лозовите наследи му ги пробива и му прави услови. Со тој начин ќе се одржуваат лозовите наследи. Значи, ако нема пристапи, нема да има... Нешто во наводнувањето треба да подобриме? Во наводнувањето во секој случај треба да се подобри и мислам дека каналите и оваа година ги пуштија, меѓутоа некако мината година. Оваа година порно ги пушти и за поздравување, меѓутоа треба уште порно да ги пуштат и пумпите и се. Али оваа година функционира. Сега има делови каде што не функционира, а тоа е одраз на сушта. Гледаме и самите дека и самата река Луда Мара нема. Нула. Нажалост, ние имавме добри комитенти од овој лозаропроизводители од Ваташа, а сега од тој регион нема грозје, сушта си го направи, немат наводнување. И тоа е проблем, голем проблем е тоа. Беше мило што веќе чув и оваа година, јас секоја година доаѓам по една посета вака и правам, вашето стручно мислење ми е добро дојде. И мене ми е мерак и морам да ги поздравам лозаропроизводителите. Една порака до нив да не се откажуваат, значи самото лозје и грозје никогаш нема да ги остави нив и да бидат гладни или со кратки раце. Башко, се наоѓаме во твоето лозје. Што е тоа што треба да го знаеме? Па ова е нов систем, односно менување на системот од шпалер систем во одрина систем. Значи, ние тука правиме измеѓу двата мали постојни столбови, ставаме голем тенок столб, а на секој четврти ставаме па дебел носечки столб, кој што горе е лисната маса, а на третата жица фактички е родот едноставно, значи тука на третата жица е спуштен одер, како ние го викаме, и тука сега, пошто ова прва година, значи ние не губиме род од реколтата. Оваа година е прва година и еве се гледа тука колку е надебелено стеблото, што значи дека истовремно правиме значи обновување на кореновата маса за да направи овакво стебло за една година. Подмладување на лозата. И таа лоза до година се прави родот. Значи исто пак на два лака се гледа. Едниот лак и еве вториот лак. Вториот лак и нема друго, меѓутоа имаме значи подобра заштита затоа што нели самото грозје ни е
спуштено, Добро. а горе лисната маса нема, значи, никакво осончно изгоретини, нема ништо. Сенка му држе. За берачот прекрасно си бере. Какви услови, јас немам видено во теквишијата. Не, ова е еден модел кој што од мене е виден на друго место во Гевгелија и во Италија, нели, од шпалер во Y систем, тука фали уште Y, тоа догодина се. Што значи тоа Y? Па тоа значи дека разгранување на два и тогаш може преку лоза да се едната од страна и да биде на 4 лука да се крои. Меѓутоа ние одредивме да биде на 2 лука, а сите лози исто постоечки да си стојат во шпалер системот. Колку килограми? Гледаме многу грози од една. Колку килограми, колку... Грубо. Грубо, не можеме да така сега да го... Од 10 не. Од 10 килограми не, добро. Во секој случај, инвестицијата е голема, меѓутоа исплатливоста е двојна. Ти цело време вложуваш во лозарството. Да, цело време вложувам и ова е сонот на мојот татко, Василije Темов 500, што го знаат во Кавадаречко, а исто така и синот, значи и едниот и другиот се големи љубители на лозито, па така поголемиот Владко, он повише сакаше и јас едноставно ги исполнувам нивните барања и ги поддржувам. Тие што сакаат да работат, нека работат. Остручени ли си? Остручени, да. За ова работа треба многу знаење. Па треба, добро си имаме запослен во фирмата и агроном и нема проблем. Мислам, тоа е. Ова е прекрасна слика. Кажи ми, колку лози е подигна? Нови, млади, на ваков систем? 18 хектари е тука на овој предел сега кај што се наоѓаме и целото е асталско, столно грозие. Иначе од татко ми имаме уште 3,5 хектари, 21,5 хектар. И мислам сосвим доволно за една фамилиарна бизнис работа во земјоделието. Имаш ли виско грозие само десертно? Не, само десертно грозие. Кога би почнал од нула, би садал десертно или виско? Пак десертно. Затоа што имаме заокружен систем, имаме ладилници. Пази, ова не е ние што го направивме сега, ние прво постоиме за земјоделците. Постоиме за луѓе кои што кај нас носат грозие и откупуваме. Ова не е дополнување, пошто цело време одевме Гевгелија, Струмица, нели, Валандо за што ни беше малку пазарот да го задоволиме нашиот за изvoz. А ова е дополнување на тие количини. А да ги оставиме луѓето во никој случај нема шанса да ги оставиме. Вие се задоволни од оваа цена, ова година 30 денари. Блашко, не само што вие сега давате еден пример како да се одгледува лозито и можете да поттикнете измени во филозофијата на одгледување на лози. Да го напуштиме стариот систем на шпалерски начин туку. Добро. Одрискиот едновремено беше. Сега ќе ви кажам овако. Ова е шпалерски систем, постоечки да го направиме одрински систем, односно Y систем. А сега ќе отидем на другиот дел, таму каде што подигнаме одново, имаме подигнато лозие, кое што е одер, меѓутоа не класичен како нашите дедовци што го прават, него еден систем пергола, италијански систем, кој што е оформувањето на лозата малце подолу, ќе ви го објаснам тоа на лице место. Да го видиме на лице место. Покасно кога ќе отидеме таму. А овде сега значи имаме и рибиер, односно и старешински од другата страна одма тука. Тоа се сорти на грозје што доправа ќе зреа, така ли? Да. Уште не се зрели. Не се зрели, имаме и афусале, али сега сакам да ви покажам една сорта на што значи на одрина систем. Значи самата сорта кога е на одрина систем е почисто, побистро, квалитетот е во секој случај. Нема болести, не можеме да видиме болести. Затоа што за самата заштита сето си е заштитено како што треба, не е во лисна маса. Грозито е доле, а лисната маса е горе. Не му смета воопшто? Не. Па нема ни изгореници од сонце, нема ништо. И што е најбитно, вода. Имаме вода овде. Тука се наоѓаме на дел од парцелата кај што има афусале. Добро. Тука сега се спремаме, пошто ова поднебие
доста подлежно на молецот. Со другите болести ова година немаме некои проблеми. Година гледам дека ви е добра состојба. Добра не е и со молецот не е добра. Бурно го следиме молецот ова година. Меѓутоа, сега пред последната заштита на Афусот мора да ни бидат сите агротехнички мерки добро извршени. Грозјето треба да не биде чисто. Сега е излачено, зошто се лачи? Па види, тука за разлика кај што бевте во Молдавијата ова година, ова парцела сега се формира да биде така. Малце закаснаме, не закаснаме, него ни беше страв да, кога ги кревавме лисната маса горе, пошто младо сега го правиме, ни беше страв малце да тогаш да излачиме ради температури, ради изгореници. Младо е да не биде да не биде толку, да. И го оставиме. И сега дојде моментот кај што и молецот е една работа, а и друга работа треба сакаме да си бидеме едноставно сигурни. Може речи се подмладува лозето. Се подмладува ли вистина? Па се подмладува. Се подмладува. Тоа се релативно нови или млади, не речем, големи лакови. Да, меѓутоа следната година ние мора да размислуваме и некои други работи да примениме тоа. Правим да ги примениме, па ќе видиме како се покажат успешно. Цело време не со науката се консултирате. Да, пета година веќе постојано, да. Не може нешто да ви изненади некоја болест? Па не би требало, не сме ни некоја толку голема плантажа, 20 хектари, сепак не е ни малку. Не е ни малку, меѓутоа да се пази. Тука сме, секојдневно што се вика и го контролираме. Може ли преку ноќ молецот да проработи и да направи штета? Невидена штета може да направи. Тоа го велат твоите колеги и јас просто се чудам. Тој инсект буквално може да го уништи цело. Да, ние тука постојано го имаме феромони кои што го броиме молецот и го контролираме. Меѓутоа ова година во моето 5-годишно искуство до сега вакво нешто не било. Јасно ми. До сега вакво нешто не било толку време да има лед што викат и сето тоа. Меѓутоа кога се применуваат мора да знаеме дека агротехничките мерки и заштита едно со едно мора да одат заедно. Разбирам. Мора да одат заедно и се трудиме. Која операција е најважна од сите операции што ги имаме од јануар месец или од кроењето, кога како ти кажеш? Сите операции се важни. Нема операција што не е важна. Во пораните сорти кај што се кардиналот Викторијата, таму треба порано, да не смееме да закасниме. Во Афусали, во Молдавија, во покасните сорти, можеме да закасниме со некои работи, али никако не смееме да ги занемариме. Каде се наоѓаме сега? Тук се наоѓаме исто во понова плантажа, што не е импровизација од Шпали Родер. Тука се чисто нови одрини, мислам на ново правени. Колку години се стари? Па ова му е 5-та година, мислам дека му е 5-та година. Не мислам, него 5-та година е. Млади насади. Од 15 килограми нема. Релативно. Релативно, еви да едеш 20. Добро, зависно, перголата е во секој случај за асталско грозје. Мислам дека веќе шпалерскиот систем, мислам добар е, али да не го подценуваме за одрина. Од каде потекнува тој пергола систем? Па Италија, италијанскиот перголата е италијански. Тоа значи дека во Италија работат ваков тип на... Па 90% мислам дека асталските грози, мислам сорти се произведуваат на пергола системи. Кај нас нема примена тој систем? Нема, ама полека почнува тие што се помлади земјоделци и што се поедуцирани и тие што сакаат да работат правилно. Гледам дека и контактирам и соработувам со нив и гледам дека има луѓе што сакаат да... Цело ли време си со лозето? Па, еве 5-та година, да. Цело време. Од јануар месец па до еве сега август. Цело време. Работно време, да. Не смее да се испушти некоја фаза? Не. Така ли? Така, нормално. Тоа го речи кога бевме во твојата канцеларија, кога снимавме, дека си многу задоволен од примената на агротехничките мерки од луѓето кои овде се грижат за здравствената состојба. Така. Да, тука имаме и... Вложено многу пари. Да, вложено и не смее да се пропушти ништо, затоа е тука
син ми, меѓутоа има и агроном Марко Којчев, кој е искусен агроном. Господинот Којчев е агроном со искуство повеќе од 38 години, неговото може и поголемо, од Тиквеш, еден од најстарите агрономи, и од негово водство, меѓутоа тој ги школува едноставно моите синови, и тоа практично. Па и самата нели, лоза, овој гроз, тука ќе бидат сите по... Тешко да се произведе во други услови. Пази, сега тука еве системот. Значи овде е лисната маса, а на оваа долна жица од 20 сантима е луковите се врзуваат, каде што има, нели, да биде одделено грозјето од лисната маса, да биде осенчено и да има добра заштита. Кога овој гроз се прска или во заштита, тој и со самото прскање се врти и може да биде заштитен. А во шпалер системот е едноставно збиено и не може да биде добро заштитен. Некои зрна може и да бидат неиспршени. Да, а овде, од една страна и од друга страна, значи ќе се биде самото гроздје добро заштитено. Што бара горе цевото за вода и поткренување? Систем капка по капка. Значи не мора да биде долу во коренот? Не мора да биде, да. Добро. До некоја си 4-та година, 5-та, максимално 7 години таму. Тоа е на 2 метра од земјата. Да. А сега ќе биде поместено на овој дел тука, значи на едно 50 сантима, 60 од самата вино, од самата лоза. Вчера татко ти рече може да влегува механизација и да врши обработка. Точно ли е тоа? Може ли? Да, без проблем се влева механизација, сите агротехнички мерки, мислам, прскање, се обавува, да, заштита, нема проблеми. Сега веќе нема заштита во оваа фаза пред берба. Не би рекол. Добро. Не би рекол во покасните сорти, како што е Афусали, Молдавија, па еве да речеме и за винските, исто така, Смедеревката. И тие не смееме сепак да се отпуштаме, пепелницата може да ни изненаде преку ноќ. Што влие за да изне појава? Па најмногу влие климата. Климата, ние ова година имаме екстра, мислам, супер година од страна за болести. Немаме освен тоа што кажаме, нели, молецот. Меѓутоа пепелницата до крај треба да промени на климата, високите, и до крај треба да имаме некоја си заштита во самото растение. Одиме пратимо, сега се наоѓаме во плантажа под која сорта? Ова е исто плантажа сорта Молдавија, што е нова, наново е правена, мислам, стубови, конструкции, сето тоа е ново. И ето, резултатот е тие, ние сме задоволни, затоа што и самата берба не е олеснителна берба, имаме поголем рандеман на бербата, поквалитетно грозје и имаме привид на грозјето, какво е грозјето и ако треба да се нешто интервенира со агротехнички мерки исто, да се интервенира на време, тоа е дефолијацијата и агротехничките мерки овде се завршени, уште, пошто ова сорта има уште 20 дена сигурно до берба, овие гроздови вака навиду може изгледат ситни, меѓу тоа за 20 дена ќе биде друга слика тука. Друга слика и така да мислам дека... да те прашам нешто друго. Дали овде застанувате со инвестираните во лозарството? Во овие плантажи? Во овие плантажи инвестицијата не е целосно Што фали? Направена. Па ние уште и оваа година инвестиравме во конструкции и во правење на нови, мислам на нови конструкции. Меѓутоа имаме уште таа доле кај што гледавте таму Викторијата, моментално кај што има берба. Сакаме и таа да направиме за следната година или понаредната оваков систем и после да почнеме со покривање со мрежи. Која е функцијата на мрежи или најлон, зависно спрема сортите. Па функцијата му е за сенчување. Добро. Самото за сенчување, заштита од град, заштита од град, пошто сепак не е мала количина на производство овде што се произведува и не ни се исплача едноставно на ова површина ние да правиме осигурување. Премногу е скапо. Кога би направиле осигурување за една година, ние 1 или 2 хектари би ги покрили со мрежа или најлон. Да, разбирам. Али после тоа во наредните 10 би биле
посигурни на своето производство. Од тој дел. Осигуруваме ли лозарство? Да, сега мораме да осигуруваме лозарство. Како? Село дека не оставиме мрежен систем, мора да осигуруваме. А мрежата е иднината за тоа што многу температурите се високи, а самата мрежа допринесува да има засенчување, потоа да има заштита од град, од временски неприлики, а исто така и од многу луѓето знаат оваа година имаме напад на пилци, што викаме народно, на врапци и така. Кажи ми два збора. Дали некој ти помогна освен твоите средства, твоите пари за подигање на овој насад? Воопшто има ли добри луѓе кои ускокнуваат во човек во неволја? Да, па мора. Можеме да кажам така. Значи ние сами тешко можеме да обстанеме ако немаме помош. 99% го имаме сами инвестирано. Меѓутоа тој 1% е многу голем фактор за мене лично, затоа што при приликом самото садење, кога побаравме помош од ГД Тиквеш, од Ристо Милев, директоре нас ни треба помош сега, садиме нова плантажа, да ни помогне со хидрогижи и механизација, односно тракторски прскалици. И човекот од прва реч, штом некој сака да работи, ние не го криеме нашето задоволство да ви помогнеме. И ни испрати хидрогижи и негови 3 прскалици кои што сум му бескрајно благодарен за тоа што со самото тоа имаме добра зафатеност на лозито и очекуваме добар род. Бескрајно задоволни. Сега се наоѓаме пред едно младо лозе. Не е младо, исто е садено се, меѓутоа беше друга сорта, 1 хектар и пол, беше друга сорта од Кримсон американска, меѓутоа утврдиме дека ние не може да постигнеме тоа што го бараме. Не може да постигнеме на овој систем ни 2 тона. Секако пробаме, дојдија луѓе и од Грција да ја кроат и така, и секако дали поднебјето не одговара. И што прави? И се одлучиме да го прекалемиме. Хектар и пол. Во оваа година го прекалемиме, имаме добар успех, 70%, јас сум задоволен, другите 30% од година ќе ги... Млади, што сорта беше и што сега? Беше од сорта Кримсон американска, добро, ама не без семена сорта, меѓутоа не можеме да... Те разбирам. Не можеме. Веројатно бара друг систем на начин на обработка. Секов систем и со стручни лица се консултираме и од Италија и од Грција, пробаме резидба и со 8 лака, и со 10, и ваква кројка, и таква кројка. И да крај се решивте? Не можеме некако да успееме да го постигнеме тоа, ништо го бараме. И се одлучиме да го прекалееме на АФУС. Луѓето во тиквешијата, во приватниот сектор, избегава од АФУСот. Избегава, затоа што покасно се бере, има повеќе заштита, цената е ефтина, меѓутоа, кога ќе видиш према килажата што може да ја постигнеш таму и цената и не е така лошо. Добра компензација се прави. Да, добра компензација се прави. И сега чекате веројатно в година да нешто да фрле. Не да фрле. Прва вербак има в година? Па може да има нешто од година, нешто минимално, али тек понаредната година. Нажалост сум бил млад во таа работа, јас упорно сакав таа сорта. Без семена? Без семена, кога бевме во Америка, во Дейвис, таму беше некој таа актуелна и по маркети и по сегде нагледав. И ја сакав да ја пробам тука, ама... Твојот неурен дух за таа сорта, веројатно ќе проба повторно да ја сади. Па не знам дали ќе пробам повторно, меѓутоа пробав, видов дека не можам да се снајдам со таа сорта. Гледам малку повисока вид конструкцијата тука, дали сум во право или не? Па да. Тука имате малце по-силен, по-сигурен систем. Па не е. Или не сум... Тоа е системот на пергола. Сега, дали е 2 метра или 1,90 м, тоа зависи од тоа како ќе направиме. Меѓутоа тука има други жици. И што значи грозде ќе биде во овој дел овде. Да. Значи, ево го тој систем. Може би оти почиста ситуацијата. Да, меѓутоа исто ќе биде, исто ќе го направиме како што беше и таму. Да. Исто. Лисната маса е горе, еве е горе, тука е луковите, еве ги самите. Так, клучна жица. Еве пример. Еве ги самите лозе. Значи лисната маса си е горе, овој и овој лук 1, 2,
3, 4 лука и Може и 2 човека. може за да не обтретуваме првите години 2. Во е кардинал, кај што е веќе пред крај на бербата, или кажано кардиналот се бере на повеќе наврати, нели, прва берба, втора берба, трета берба. Тука веќе две берби. Отидени се две берби. Да, двете берби се завршени. Добро. Остане уште една берба. Сега, што е разликата? Разликата, ако му обратиш малце повеќе внимание на кардиналот, да ги извадиш сите три берби, да ти бидат приближни на квалитет. Сега третата никогаш не може да биде како првата, нели? Тоа ова е голема количина за трета берба. Голема количина. Добра е количината. Ке чекаме ли да стане црна? Да, тоа тека од вторник, таму од понеделник, вторник веќе ќе може. Значи сите зрна треба да бидат евака црни. Да. Има ли можност нешто да се случи со болести? Во меѓувреме. Кардиналот е најнежна сорта, она е најтешка за производство и бара многу работа. Во горните две табли бербата 100% е завршена, меѓутоа тука пред 12 јули, пред Петровден, закаснавме со водата, не можеме да стигнем. Да дајме таа вода и тука ни закасна бербата, што требеше да го обериме порано, меѓутоа здравствено е добро, може да стое и тоа е тоа. Сте задоволни од количините на набрано? Од количините, да. Го завршуваме ова гостување во плантажите на Темо Фруит или Пеца Комерц, кај Блашко и неговиот син Владко, во едно убаво расположение, дознавме работа за кои досега не сме ни сонувале. Како се сади новиот систем на одринско одгледување на лозија, неколку сорти, и не видовме ниту едно место што е во лоша состојба. Темов, колку вложивте ова работа? Цифрата е малку позамашна, меѓутоа вложувањето не е ни до крај, затоа што престои, нели, мрежа, систем, престојат многу други работи. Гледаме сега дека ни требат и други нови трактори, нова механизација, се уште има вложување. Не пожелам да кажеме некоја цифра која што не мора, нели, да биде. Кадровскиот потенцијал, колку е важен? Многу. Постојано треба да се учат нови работи, има секојдневно излеват нови работи во делот на џубрива, во делот на заштити, во делот на агротехнички мерки, во финеси. Меѓутоа, за крај, од прилика, не мора да значи крај, морам да кажам голема благодарност на агрономот Марко Којчев. Штета што не е сега моментално тука со нас. Тој е доле на берба и секој до земјоделската аптека, Агротомил, Пане Тотов, кој што не прати и консултантски и секогаш е присутен тука со нас. До кога би траела бербата на трпезните сорти? Па ова година малце покасна година. Меѓутоа сега гледам дека покасна беше за кардиналот и за Викторија. Другите сорти гледам дека се излеват можда нешто малку закаснување. Меѓутоа би трајала негден до кај таму крајот на октомври, Афусот и Молдавијата, да. Ви честитам на овој голем успех, би рекол, зашто и ова емисија нека биде типичен пример како треба да се биде трпелив и да се вложи во лозарството и понатаму. Не е лозарството гранка за фрлање, туку од неја може добро да се живее, ако добро се работи. Јас вчера ви реков дека лозарство да не го занемарат нашите лозари од кои што откупуваме. И пак ќе кажам, ова е дополнување на нашите количини, да не водиме Валандово, Струмица, Гевгеле, него на нашиот откуп да му додадеме и наше производство, а да допринесеме тука со добри агротехнички мерки, со добра заштита, со сите добри работи, добра производствена пракса, со сите совети према кооперантите. Изволите, нека дојдат, нека разговараат, нека видат, ќе му биде се дадено на, нели, што викаме ние народно на тасна, да биде заштита добра, да имат сите работи да бидат како што треба, да се направи подобар производ. И ние сакаме да откупиме што е можно подобар производ. Ова емисија отворена за ја посветив на лозарството, се надевам дека не попусту бевте со нас со Пеца Комерц, бидејќи Пеца Комерц и Темов ни покажаа како се прави лозарство. Вака треба да биде и со винските сорти на грозје. И таму има своја филозофија на одгледување на лозје.
Ке најдеме таков пример соодветен на типот на грозјето за да се стимулира развојот на лозарството. Некои стручњаци кои рекоа дека во тиквешијата завршува времето на лозарството се голем јалнаш. Употребувам намерно стар и многу познат збор, затоа што не е така. Со оваа емисија, отворена за во која исклучиво се посветивме на десертните сорти на грозје, видов се дека овде доправо се вложува и резултатите се многу убави. Вистински пример е да дојдете овде на лозето на Темов, да го погледате и да се заминете дома и да видите дека лозарството има еднина.